Почитувани, една недела после нашиот повик за одржување на итна седница на Управниот одбор на Водовод и канализација од јавното предпријатие МОЛК. Барањето на СДСМ за враќање на цените на услугите на водовод и канализација на нивото од преднивното покачување на 22 септември ги натера надлежните за решавање на ова прашање да преминат во самоизолација. Молчи Управниот одбор, исто како што молчат и директорот на Водовод и канализација Гулабовски и неговиот другар, градоначалникот Борче Јовчевски. Бадијала беше и бомбастичната најава на шпицниот градоначалник Христијан Мицкоски дека штом владата ја намали цената на струјата за јавните предпријатија за водоснабдување, Прилепското комунално предпријатие веднаш ќе ја врати старата цена на водата. Уште едно неисполнето ветување, уште една од многуте лаги на Мицкоски и ВМРО ДПМН. Иако владата ја намали цената на струјата за јавните предпријатија за водоснабдување и прочистителните станици на 95 евра за мегават час, од враќањето на цените на водовод и канализација абер нема. Јовчевски и Гулабовски се главните виновници што прилепчани плаќаат поскапа вода за пиење, повисок надоместок за прочистување на отпадните води, повисока цена за собирање и одведување на урбаните отпадни води и одржување на водомерите. Почитувани, во насока на заштита на стандардот на граѓаните на Прилеп, упатуваме уште еден апел за одржување на итна седница на Управниот одбор на Водовод и канализација со цел носење на одлука за намалување на цените на услугите на јавното предпријатие. Прилепчани не смеат да бидат заложници на неспособната локална власт и на ВМРО ДПМН и од свој джеб да ги покриваат загубите во работењето на општинските комунални предпријатија. Впрочем, најдобар доказ дека неспособноста на Јовчевски и Гулабовски станува сериозен проблем за граѓаните на Прилеп е штрајкот на вработените, кој во моментов се случува во јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Незнаењето да ги менаџираат процесите и да ги решаваат проблемите на граѓаните, другарчињата Јовчевски и Гулабовски може да го решат само на еден начин, со поднесување на оставки од функциите кои со ништо не ги заслужиле. Ви благодарам.